28-годишна девојка добила тромботична реакција на крвта откако пред 6 или 7 дена во Србија ја примила првата доза од вакцината на AstraZeneca. Ова го потврди министерот за здравство Венко Филипче. По овој случај здравствените власти најверојатно се предомислија, па сега вакцинацијата со AstraZeneca во Македонија ќе продолжи само кај популацијата над 60 години, а за другите ќе се чекаат препораки од Канада, Германија и од Европската агенција за лекови. Денеска имаме закажани состаноци со Комисијата за безбедност во Агенцијата за лекови Малме, со кој што сакаме да размениме соодветни информации, евентуално да се обратиме до Европската агенција за лекови и директно до Германското министерство за здравство. Станува збор за тромботична реакција како резултат на вакцината од AstraZeneca кај помлади луѓе, и тоа е една реакција на тромбоцитите после што се ствараат мали згрудчоци на крвта. Станува збор за исклучително мал број на случаи, некаде од 1 на 120.000 до 1 на милион, но повторно ја кажам, иако се ретки, ние сакаме да бидеме многу предпазливи. Филипче кој вчера рече дека и тој ќе се вакцинира со AstraZeneca. Денеска кажа дека останува на овој став, но прво ќе ги почека препораките. Министерот кој речи си до вчера многу пати убедуваше дека вакцините со најлошиот имидж во моментов, AstraZeneca, се безбедни за сите. Денеска се предомисли. Сакам да ги уверам граѓаните дека буквално секоја вакцина која што е сега присутна или допрва ќе влегува во нашата земја ќе биде безбедна за користење. Тоа што се створи малку сомнеш апропо сите тие компликации, несакани ефекти од вакцината на AstraZeneca и поради што неколку национални агенции на некои европски земји го запреа вакцинирањето. Вчера дефинитивно го демантираше ЕМА во смисла на тоа да потврди дека вакцината е целосно безбедна и нема никаква директна причинско-последична врска помеѓу тие несакани ефекти и вакцината. Граѓаните по ваквите различни информации се загрижени, се плашат и се двоумат дали е безбедно да се прими оваа вакцина. И што потоа? На социјалните мрежи прашуваат кој ќе понесе одговорност за можните нуспојави од оваа вакцина. А што ќе се случува со македонските граѓани помлади од 60 години кои се имунизираа во Србија со вакцината на AstraZeneca? Министерот вели дека засега нема никакви препораки дека нешто превентивно треба да се прави. И рече дека ќе бидат ревакцинирани. Но како ќе се следат овие случаи кога Филипче се уште го нема списокот од Србија? Кои и колку граѓани ја примиле вакцината на AstraZeneca?